Господин Риндевски, ни најмалку не е тајна дека се познаваме и приватно и дека од времето кога бев и јас вработена некако индиректно на клиника, се знаеме како работници. Јас за вас имам многу високо мислење, сметам дека сте исклучително искрен и честен човек. И заради тоа и вам ви се обраќам со ова прашање. Првиот дел од прашањето е дали вие нешто знаевте за случувањата на онкологија? Иако да, сте имали ингеренции доколку министерот тоа го дозволувал, дали вие низ окуларите на министерството чувте нешто за пациентите, за биолошката терапија, за што се случува на онкологија, за меѓу колегите, за непостоењето на стручен колегиум, за набавка на медикаменти без стручен колегиум со подпис само на директор и така натаму. Било што кое што би било од корист во согледување на фактите и на вистината на анкетната комисија. Вториот дел од прашањето, или второто прашање ако сакате, за мене е многу побитно. Во оваа држава постои закон за влада, органи на управа, па закон за здравствена заштита, закон за здравствено осигурување, без разлика какво е нашето мислење за истите, сите укажуваат на фактот дека министерот за здравство е должен да знае за се што се случува, дали преку свој тим или не, меѓутоа тој како лик е должен да знае што се случува во здравствениот систем во државата, пропишано преку законски одредби. Со што ќе ги користи контролните механизми на Министерството за здравство, на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, на ФЗОМ, на Малмет. Ако земеме во предвид дека агрегирањето на долгот и аферите врзани со онкологија започнале уште масовно 2019 година. Кулминирале со еден извештај од 21 иако е дискутабилно дали запреле и тогаш. Како е можно сите контролни механизми да потврлат и онкологија едноставно да функционира на начин на кој што функционира, без раководители, со дистрибуција на медикаменти кои што не знаеме каде завршуваат, со завршни листи на медикаменти од депо за кои што не знаеме влез излез што се случувало или кој медикамент е аплицира на кој пациент, во тотален хаос, без стручен колегиум, при што Министерството прави 5 рамковни договори за набавка. 5, не еден. Со листа на медикаменти која што исто така е дискутабилна. Како стигнале до таа листа? Единствен логичен заклучок за мене е дека министерот знаел и го уредил ова на начин на кој што сите контролни механизми ќе ги затворат очите и онкологија ќе прави тоа што треба да го направи под насока од дозгора, а не под насока од пациенти. Ви благодарам.